Благодарам. Колега, нема потреба од викање. Ќе се разбереме. Првата работа во интерес на јавноста. Значи, самиот закон има повеќе рокови. Се продолжува рокот на важење на законот, а не рокот на поднесување на пријави за дивоградби. Барањата за дивоградби се завршени и таму не се интервенира, што значи дека со ова продолжување нема да може да се поднесат барања за нелегални објекти за кои што е веќе истечен рокот за поднесување на барање. Значи, тука да ја говориме вистината и од тие причини јас и ќе го поддржам овој закон, бидејќи се работи за сите оние кои што со првичниот рок во 2011 година поднеле, меѓутоа од XY причини, неажурни судови, неажурна општинска администрација и слично, не успеале да си го остварат своето право, онака како што го оствариле сите други. И тука треба да бидеме на чисто. Втората работа, и затоа сметам дека тоа е во ред и правно, бидејќи не смеат тие луѓе да бидат оставени во нерамноправна положба со сите други луѓе. Втора работа, јас ви кажав од кои причини се поддржа овој закон и 2011 година. Не можеме ние онолкав број на дивоградби да почнеме да ги рушиме, особено бидејќи се работеше за цели населби кои што и во тој период беа дивоградба. Јас ви кажав, само на територија на Кисела Вода се работеше за 4600 до 4700 домови за живење на наши граѓани. И сега вие кажете ми како левица, ќе ги рушите тие 4600-4700? Не, ќе мора да ги ставите во некаков систем. Тоа ли е вашата левичарска идеологија, колега? Што ќе направевте вие во 2011, ај искочете овде кажете? 25% од сите објекти на територија на Македонија беа нелегални. Што ќе направевте? Ќе ги рушевте? Револуција ќе предизвикувавте? Значи, во тој период немаше друго решение, освен да се поддржи ваков закон. И јас ви кажав, тоа беше врз основа на широка дебата и општ консензус помеѓу пратениците. Меѓутоа, јас кажав на недостатокот на системот, кој што продолжува да ни се проведува и во таа конотација се слагам со сите оние кои што кажаа во тој контекст и некоја реченица. Значи, ние мораме да го рестартираме системот и да не дозволиме повторно тоа да ни се случува. Ни тогаш, ни сега пратениците за таа работа не беа криви и тогаш пратениците мора и сега ваков закон пратениците мора да поднесат бидејќи во интерес на граѓаните. И затоа треба да го гласаме, но не треба овде да правиме сега сцени од таков закон. Благодарам.